Тешки инциденти се случија во центарот на Атина, по завршувањето на официјалниот дел од протестот кој се одржа како дел од одбележувањето на втората годишнина од железничката несреќа кај Темпи. Групи маскирани лица ја нападнаа полицијата со молотови коктели, разни предмети, полицајците одговорија со шок бомби и солзавец, а инцидентите се проширија околу поширокиот дел на плоштадот Синтагма и околните улици. Предходно, илјадници учесници на денешниот протест им оддадоа почит на загинатите 57 луѓе во железничката несреќа кај Темпи. Францускиот претседател Емануел Макрон и се обрати на јавноста во Франција пред утрешниот самит на Европската унија во Брисел, испраќајќи силна порака за руската закана и потребата од зголемени инвестиции во одбраната. Во своето телевизиско обраќање, Макрон нагласи дека светот влегува во нова ера, во која Европа мора да биде подготвена да се справи со руските агресивни потези. Видеото од Меланија Трамп, снимено на крајот на јануари, за време на нејзината посета на Калифорнија заедно со сопругот Доналд, стана вирално на интернет. На платформата X многумина ги коментираа на усните на Меланија, поточно дека таа често правела чудни движења со усните. Во незапамтено прикажување на националното единство, канаѓаните се здружуваат во бојкот за да одговорат на ескалацијата на трговските тензии со Америка. Неодамнешното наметнување на царини од 25% од Трамп за повеќето канадски производи предизвика бран на економски патриотизам што не е забележан со децении. Успешното слетување на лендерот Blue Ghost на месечината е снимено во неверојатно видео кое трае речиси 3 минути, објавено од компанијата Firefly Aerospace. Месечевиот лендер Blue Ghost на Firefly влезе во историјата кога слета на месечината на 2 март, станувајќи само второто приватно вселенско летало што го направило тоа. Слетувањето се случи во регионот Маре Крисиум, огромна лунарна рамнина позната како море на кризи.